Власта теринът не ја прифаќа раката подадена до опозицијата за изгласување на мерките за помош на граѓаните. Од ВМРО ДПМН кажаа дека се подготвени веднаш да гласаат за овие предлог закони, но владеачкото мнозинство како да е глуво. До крајот на овој месец единствена точка на дневен ред се само претеничките прашања, но не и помошта за граѓаните. Според опозицијата, кога власта имало волја да ги изгласаат овие закони, тоа ќе го направиле кога гласаат доверба за владата на Зоран Заев. Тоа може да го направат дента кога се гласаше доверба на владата на Зоран Заев. Бидејќи 2 недели порано беше представен петиот сет на мерки и можеа тогаш да го изгласаат. Но, зошто не го направија тоа? Тоа не го направија бидејќи и самите не им одговара да биде изгласан петиот сет мерки, затоа што немаат пари во буџетот. Инаку во минатото имало примери опозицијата да го напушти собранието, како што беше примерот во 2011 година, кога СДСМ на чело со Бранко Црвенковски се реши да бойкотира работата на законодавниот дом, но тогаш поради стабилното парламентарно мнозинство, собранието продолжи со нормална работа. СДСМ пак сега вината ја бара кој опозицијата, иако од ВМРО ДПМН нудат веднаш да се изгласаат мерките за помош на граѓаните, за власта малку чудно, токму опозицијата била кочничар на овие предлог закони. ВМРО ДПМН заедно со неформалните коалициски партнери, Алијанса и Левица, заеднички учествуваат во блокирање на законите кои обезбедуваат реализација на економски мерки од 4-тиот и од 5-тиот пакет. На прсти може да се изброи колку пати до сега Заев успеа да собере мнозинство во собранието. Последен пат тоа се случи кога некако се собраа 62 пратеници од владеачкото мнозинство и му изгласаа доверба на Заев. Со оваа моја постапка денес, еве ме, застанувам пред вас и во име на целата влада, во име на коалиционите партнери, ја преземам одговорноста и ви давам можност да се изјасните и да гласате за доверба на владата. Рете да се соочиме и денеска ајде да се соочиме и да расчистиме. На некој од наредните седници кога власта ќе може да собере мнозинство, на дневен ред треба да бидат интерпелациите на министрите за правда и здравство Бојан Маричиќ и Венко Филипче.